Најзначајниот настан на кој се собраа автомобилските работници, фанови и ентузијасти, саемот IAA Mobility 2025 година во Минхен заврши. Во оние набиени 6 дена, Минхен беше епицентарот на автоиндустријата, која ги живее најтешките денови во последните неколку децении, особено во земјата домаќин Германија, како и на нашиот европски континент. На повеќе локации во саемските хали, во надворешниот простор во центарот на баварскиот град, во кој се креваат цели павилјони за VIP гостите и фановите на автомобилските брендови, илјадниците посетители имаа можност да уживаат во премиерите, новите автомобили, идните концепти, да направат и тест возење, да присуствуваат на бројни панели, дискусии и презентации и на крајот убаво да се забавуваат. На манифестацијата продефилираа и бројни економски и политички фигури. Се појави и канцеларот на Германија Фридрих Мерц, кој имаше можност да добие краток брифинг и листа на барања за помош и субвенции од генералните директори на германските гиганти BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Opel и Stellantis. Испорачаните барања стигнаа и до председателката на Европската унија, Урсула фон дер Лајен, која вети дека унијата ќе има слух за автоиндустријата, која е исклучително значаен фактор за европската економска заедница. Таа најави и дека во унијата сериозно се размислува да се воведе специјална нова класа на мали автомобили, во која ќе се намалат минималните безбедносни стандарди, што пак сериозно ќе редуцира и цената на чинењето на малите европски автомобили и ќе ги направи поатрактивни во борбата со азиските конкуренти. Но меѓу европските на жешкиот терен во Минхен, политичарите, но и посетителите од сите страни на светот имаа можност да ги видат и кинеските и азиските производители, кои сериозно, трудолюбиво и упорно, со нови технологии и пониски цени пенетрираат на европскиот пазар. Иако саемската манифестација во Минхен можеби не беше блескава како во некои други златни години на автоиндустријата, опште впечатокот дека истата помина во одлична атмосфера, ја исполни својата цел комплетно и успеа по подолго време со своите нови модели, технологии и иновации да го сврти светлото на рефлекторите на себе. Сосема логично и оваа емисија ја посветуваме на најинтересните премиери и информации од саемот за мобилитет во Минхен.
Германскиот производител на луксузни и спортски автомобили BMW на сајмот за автомобили во Минхен се појави и настапи на домашен терен. Сосема логично ако се земе предвид фактот дека централата на брендот со 3 букви е сместена токму во Минхен. Својата официјална презентација на сајмот IAA Mobility 2025 година представниците на BMW ја имаа на пресконференцијата која се одржа на 8 септември. Председателот на бордот на директори на BMW Group, Оливер Зипсе, пред посетителите изјави: во 2021 година ви ветив дека BMW ќе го водиме во нова ера, со сосема нова класа. Денес го остваруваме нашето ветување. Новото BMW iX3 до 2027 година ќе биде следено од уште 40 нови или обновени автомобили и секој од нив ќе ги има гените на сосема новата класа, без оглед на погонот што го движи. Новиот модел BMW iX3 ќе биде целосно електричен, со поголем ранг и побрзо полнење. Рангот кој се ветува кај новата класа е 800 км со полна батерија, а со полнење на брз полнач од само 10 минути можете да добиете дополнителни 370 км. Особено беше истакнат и BMW панорамскиот iDrive, со кој предното ветробранско стакло се претвара во површина на која се проектираат мноштво информации и графички обработени податоци. Во позадината на новиот iX3 работат 4 централни компјутери кои ја испорачуваат неопходната моќ за сметање и процесирање на податоци за 20 пати побрзо од конвенционалните системи. За комплетирање на возното совршенство во новата класа се вградени врвни системи за асистенција на возачот без компромис по безбедноста на возачите. На сајмот за автомобили во Минхен, под паролата Вистински Volkswagen, брендот од Волфсбург се представи со неколку автомобили. На штандот беше присутен маскираниот бестселер од класата на мали градски автомобили, новото ID Polo, а заедно со него сцената ја делеше и ID Polo GTI. Погодувате, ознаката ID означува дека овие нови мали автомобили ќе бидат дел од палетата на електрични автомобили на Volkswagen, а моделот GTI останува верен на традицијата и ќе ја представува спортската верзија на малиот градски електричен модел. На штандот беше присутно и малото ID Everyone, електричниот урбан автомобил кој треба да има цена под 20.000 евра. А звезда на денот беше новиот ID Cross Concept,
концептен електричен кросовер SUV автомобил во фаза непосредно пред сериското производство. ID Cross Concept е четвртиот мал електричен концептен автомобил на Volkswagen, кој на европскиот автомобилски пазар треба да стане достапен следното лето во 2026 година. Концептниот модел е долг 4161 мм со меѓуоскино растојание од 2601 мм, широк е 1839 мм и висок 1588 мм, што во димензии го прави сличен на постоечкиот модел T-Cross. Тој ќе биде хомологиран за превоз на 5 патници со исклучително богат простор за складирање од 450 литри во задниот багажник, заедно со уште 25 литри багажен простор кој може да се смести под предната хауба. Она што е исклучително значајно кај новите модели од овој тип, инфотеймент системот ќе биде составен од два централни дисплеи во визуелна оска, дигиталните инструменти кои ќе бидат поставени на екран од 28 см или 11 инчи и централниот екран чувствителен на допир на инфотейментот со диаметар од 33 см или 13 инчи. ID Cross концептот поседува сосема нов погон, со два централни модули како електрични мотори интегрирани во предната оска и високоволтажна батерија поставена во сендвич подот. Електричниот мотор развива моќност од 155 kW кој ги погонува предните тркала. Дометот на концептниот автомобил треба да се движи околу 420 km. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't see me down from the sleepless night.
Францускиот производител Рено реши да го представи својот бестселер, малиот градски автомобил Clio, на најголемиот самит на главните играчи од автоиндустријата оваа година во Минхен. Моделот кој за прв пат беше испрален во 1990 година и во овие 35 години низ светот се продаде во околу 17 милиони примероци, што го прави и најпродаваниот француски автомобил на сите времења, започнува да ја живее својата најнова, шеста генерација. Сосема логично и новата генерација ја задржува својата препознатлива хетчбек форма, иако дизајнот е навистина нов, свеж и поразличен од претходниот модел. Покрај новиот изглед, новото Clio има и нови мотори, меѓу кои најзначајниот веројатно ќе биде сосема новиот full хибриден E-Tech мотор со моќност од 160 конски сили, кој ќе троши скромни 3,9 литри на 100 изминати километри. Во интериерот се вградени материјали со врвен квалитет, а за информациите и забавата се грижи OpenR Link, мултимедијалниот систем со вградени Google апликации и навигација. Wow, that's what I call a racing car, right? The Corsa GSE Vision Gran Turismo is a performance beast. With 2 electric motors, it delivers instant power and torque, launching from 0 to 100 in just 2 seconds, and onto a top speed of 300 kilometers per hour. So fast, you won't even have time to say OMG. And just as its engineering and performance pushes boundaries, so does its next level of design. For that, over to you, Mike. Thanks, Rebecca. So here it is, our vision of the future of GSE, and of course, much more. As mentioned earlier, we deliberately chose our favorite small car, the Corsa, as the basis of our inspiration, bringing small car agility with the max of everything. You've already heard about the fantastic potential performance of this concept, so now let's talk about the exciting design. This concept not only represents our vision for GSE, but we also take a confident step forward with our bold and pure design language. So let's go take a closer look. Of course, the very first thing you see is the very strong illuminated compass that we have, with this center line lining up with our traditional center peak that we have in all of our cars. But this vehicle is about contrast. Much like our bold and pure language, this is about strong contrast. And for example, when you look at the white areas with this fluidity and sculpture and yet still structured precision, combined with these very graphic technical areas in the yellow and black here in the lower areas. But these areas of contrast are there for a very deliberate reason. We're a German company and we do things with purpose. So if you look at those functional technical areas, they perform a very strong role. And let me just talk you through some of the key aerodynamics. For example, from down low, you can get the airflow of the car to really optimize over the top of the vehicle here, really giving fantastic optimal performance. And then using these very precise, pronounced fenders that are done in a sustainable material, these also guide the airflow down this very dramatic body side here. And then talking of dramatic,
The separation of that airflow is done with two dramatic elements here, with it the roof spoiler and the Venturi duct here really extend to give the ultimate aero drag performance, but within the game you can also see that this acts as an air brake. So again, really tied to the performance of the car itself. And of course, this is not just about the exterior, but the interior is equally exciting. So even though this interior was developed with racing in mind, we ensured every detail was consistent with our Opel Pure experience. Information is reduced to a minimum, and using a head-up display, we allow the driver to keep their eyes on the road. Uniquely, there are no formal screens. So here, additional information is displayed under the eyepiece surface using the latest LED technology. Also, the unique single seat not only has a bold graphic, it's also been developed with lightweight in mind. The seat is split into two, with the lower pad molded into the chassis and the top half built into the upper roll cage. This allows for maximum weight savings. Also, to optimize ergonomics, the foot pedals then move towards the fixed driver position, making this a true driver's car. So clearly, the Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo is the ultimate expression of the GSE. But it also strongly hints at the exciting future of design for Opel. Thank you very much. And now back. Своја презентација на сајмот во Германија имаше и кинескиот производител BYD, кој остварува сериозни продажни бројки на европскиот континент со своите ново енергетски возила и каде го представи на публиката својот втор хибриден модел Seal 6 DMi Touring. Според споделените информации, овој хибриден автомобил треба да има комбиниран домет од 1300 км. Исто така, председателката на BYD, Стела Ли, ја искористи можноста да ја соопшти на јавноста дека нивниот помал модел Dolphin Surf успел да се здобие со максималните 5 звездички за безбедност на Euro NCAP тестот. Таа подсети дека малиот Surf, кој во април оваа година во Њу Јорк се здоби со титулата најдобар урбан автомобил на светот за 2025 година, ќе се произведува во новата фабрика во Сегет, Унгарија, која треба да започне со работа кон крајот на оваа година. Ова е само уште една потврда дека европскиот пазар ни е исклучително важен, изјави подпредседателката Ли на брендот кој неодамна стана и официјален спонзор на фудбалскиот клуб Интер од Милано. Дополнително, луѓето од BYD подсетија дека до вториот квартал од 2026 година планираат да го лансираат проектот на флеш полнење на батериите со околу 200 до 300 станици за полнење. Со овој проект во ултрамоќните станици за полнење струја за само 5 минути автомобилите треба да добијат енергија за совладување на домет од околу 400 километри. Дополнително беше пласирана информацијата дека BYD почнува со проектот на сертифицирање на користени возила од оваа марка, со која користените автомобили ќе бидат проверувани во 179 точки на инспекција, ќе имаат батерии со оценка од најмалку 90 и ќе им дадат сериозна безбедност на купувачите, обезбедувајќи им сервис и гаранција.